Значи, какви компликации настанале во таа медицинска процедура за да почне жената да крвари, 4 дена да не ѝ биде направено ехо и потоа повтор пат да биде отворено. Бидејќи сте разговарале со лицата во болницата, сте ја разгледале документацијата, не интересираат детали од тоа. Дали вие не сакате да ме слушнете или повеќе ви одговарате Значи, на организиравте пресконференција со 10 луѓе и никој не може да зборува за тој конкретен извештај? Значи, председател на лекарска комора не го гледа извештајот. Ја немам ингеренции да го видам извештајот. Извештајот ви е даден. Има ли некој од вас десетмина кој што може да зборува за тој извештај? Можеме како доктори да ви објасниме која е медицинска потреба. Имаме и гинеколог тука, имаме и васкуларен хирург, имаме травматолог. Која е медицинска потреба, ева јас сум гастроентеролог. Ама кога одев на пороđај со царски рез, точно знаев дека може да се случат компликации секакви и дека ако почне крварење, тоа може да заврши со вадење на матка. Од што настанало тоа крварење? Јас тоа не би можела да ви кажам, него имам... Молам? Направен е стручен надзор? Направен е стручен надзор, да. И што утврдивте, од што настанало тоа крварење? Јас не сум утврдила ништо. Јас сум гастроентеролог, не учествувам во стручни надзори како председател на комора, а и да не сум председател на комора, не би учествувала никогаш во стручен надзор кој е гинеколошки, него само гастроентеролошки. Значи треба да разграничиме што сакате да ме прашате. Сакаме да ве прашаме за содржината на вашиот стручен надзор. Значи во медицината, збориме генерално во медицината. Постојат рани и касни компликации во секоја интервенција. Во рамките на таквите компликации можни се неколку типа на компликации кои се опишани во сите медицински книги по соодветните области. Тука никој нити може да предвиди, нити може да каже која од компликациите може да настане. Вие ако веќе знаете, а сигурно знаете, ако земете од најобичен лек кој го земате без рецепта, ќе видите во упатството за што делува еден куп на работи кои може да се појават како компликации. Апсолутно истата работа и при секоја хируршка интервенција. Значи можни се и рани и касни компликации кои му се предочуваат и му се објаснуваат на секој пациент кој ќе пристапи и ќе пристане на било каква хируршка интервенција. Ово кажувам генерално, како медицинска поставка. Значи, за конкретниот извештај никој од вас нема што да каже? За конкретниот случај, крајното решение ќе го каже министерот за здравство. Кој го добивте? А пациентот има ли право да добие извештај од стручен надзор? Мојата дојде. Зошто не го давате тогаш на адвокатот на пациентката? Да, адвокатот на пациентката не дошол да побара. Ви доставил полномошно и го побарал. Не е баш така како што вие викате. Добро.